Според податоците на Државниот завод за статистика кој излегува минатата недела за вработеноста во Република Македонија, статистиката покажува дека невработеноста во земјава е на рекордно ниско ниво и тоа за 26,8%. Истото го потврди и премиерот Никола Груевски при посетата на ТИР зоната во Штип. Јас ќе ве потсетам дека невработеноста во Република Македонија во времето на доаѓање на оваа влада во 2006-та изнесуваше близу 38%. 38% со што имавме највисока рекордна до тогаш невработеност во Европа. Последниот податок од Државниот завод за статистика од минатата недела покажува дека заклучно со вториот квартал, што значи до 30 јуни, невработеноста е намалена од тие 38 на 26,8%. Премиерот истакна дека ова е резултат на отварањето нови работни места од страна и на домашни компании и на странски инвестиции. Откако е дојдена оваа влада, секој квартал, дури и во време на најголемата светска криза, во 2008, 2009, 2010, дури и во време на силната европска должничка криза, во 2011, 12, па до некаде и во 13. Дури во тие времења, секој квартал имавме помали или поголеми намалувања на невработеноста. Ако ги следите податоците квартал по квартал, некогаш за 0,1%, некогаш за 0,2%, некогаш за 0,3%, но овој пат и за 0,5% во последниот квартал. Невработеноста се намалуваше и постојано се намалуваше. Затоа што постојано се работеше на отворање на нови работни места, независно дали е тоа со поддршка на домашните компании од страна на владата и со создавање на добри услови за правење бизнис, или пак со привлекување на странски компании. Па така, дојдовме во ситуација да сегашната невработеност, која се уште е висока и се уште треба да работиме на нејзино намалување и тоа ќе го правиме, но сегашната невработеност дојде на ниво кое е најниско од добивањето на независност на Република Македонија. Воедно Груевски порача дека и во иднина максимално ќе работат за решавање на проблемот со вработеноста, пред се преку градењето на добра бизнис клима, градењето на добри услови за бизнис и прилагодувањето на законите онака како што би било најдобро за компаниите.